Заменик народниот правообранител Јован Андоновски со соработничката Љулјзана Мурати оди во вонреден надзор на дом за стари лица. Причината е представка од станари за високи сметки за парно. Уште пред влезот добија првична слика за проблемот. Ало сум благодатна што имам кров над глава. Се парното 3000, ако имам, викам на васка, ако може кожната васка, да ми ја земеш прво да не живеам. Ќе провериме зошто се толку високи сметките и ќе направиме се што може за да се намалат. Така. Значи се жалат и на неквалитетно парно. Да. Станува збор за државен дом за стари лица во Скопската општина Аеродром, а народниот правообранител има ингеренции и ненајавено да дојде на лице место, штом до него стигнат поплаки како во случајов. Што е спратно? Прво ја побараа управителката на домот Васка Костадинова. Нема никој. За кратко, низ домот се прочу дека се дојдени гости, па чекајќи ја управителката, добија придружба од станарите за да ги видат собите. Добар ден, за парното се они. Добар ден. Ставете си маска само, господја, ако имате. Сега седим моментално, сега одма. О, синова, о, парно не стопе. Добар ден. Добар ден, мајка. Јован Андоновски сум јас, ова ми е мојата соработничка Љулјзана. Јас сум Јагода. Милони. Станарка тука, сине, многу се мачиме, сине. Ке би ја свежио, што не можеме само за витке се па ладно е, колку да е ладно е. Високите сметки за парно ја натерале оваа станарка да се исклучи и да се грее на струја. Ако би се намалило сметките за парно, би се приклучиле повторно? Нормално. А опа, зашто да не? Сите ги се приклучили. Сите ги се Так. Сите, јас сум исклучен. Едва и чекам. Так. Ама за 16 квадрати да плаќам 1600. Да, да. Како има тоа? Кај го има? Може ли да ја видиме просторијата? Може да ваше? видите. Ајде. Го гледате сопчето. Колку квадрати е оваа просторија? 16 квадрати. Колку плаќавте за парно додека користевте? 2200 денари за овие 16 квадрати. И јас го исклучив. Така. Станарите плаќаат символична кирија за домување и секој посебно си ги подмирува сметките за комуналии од свој џеп. Домот има околу 140 соби, од кои само 27 сега се приклучени на парно. Корисниците на оваа услуга најмалку говореа за високите сметки пред камера. Отистравуваат дека ако се пожалат јавно, ќе останат без кров над глава. Сметките за парно со години им се движат од 1500 до 3000 денари за по една соба во која се сместени. Баба Трпана е една од малкуте што се уште се греат на парно. За загревањето на овие неколку квадрати, месечно издвојува околу 1500 денари постојано. А по 1500 не стигаја. Сега 1600. Се 1600. И зима и лета? Да. Како издржувате, како ги плаќате, како се снаоѓате? Па ете пензинета, не купуваме што ќе ни текне, што ќе видиме, гледаме да истераме. И додека паралелно со заменик народниот правообранител ги запознававме станарите, Добар ден. се појави управителката на домот. Јас сум Јован Андоновски, заменик правообранител. Пократко, Андоновски и соработничката беа поканети на разговор, но не и ние. А дали може после ова да ве побараме за изјава? Не е проблем. Значи, може да се договориме тогаш за све. Ако не е ништо зрично. Состанокот заврши за половина час. Ни информира дека инсталацијата е многу стара, дека станува збор за соголени цевки кои што не се воопшто изолирани и веќе во старт при доставување на топлинска енергија се губи значителна количина од енергијата. Сега од тука сакаме да отидеме до Balkan Energy Group, да поразговараме со одговорно лице, да ги слушнеме нивните ставови и размислувања, да добиеме информации на што се должи ваквата фактичка состојба, зашто сметките се толку високи. Ја побаравме и управителката, но таа првично ја одложи изјавата, а потоа не одговори позитивно на нашите барања за став. Не се јавува. И ние отидовме до Бек. Ова е 10-та година како Balkan Energy Group снабдува делови од Скопје со топлинска енергија, меѓу кои општина Аеродром каде е домот за стари лица.
Овде, очекувано, не добивме дозвола да влеземе со заменик правобранителот. На телевизиите не може да се качат у станици. За помалку од половина час, Андоновски излезе и ни кажа како се изјаснила втората страна, и за мрежата и за високите сметки. Станарите на домот во моментов плаќаат нешто над 100 денари по метар квадратен. Односно, на вкупната површина на домот, која што околу 3700 метри квадратни, целокупната сума се дели само на оние кои што ја користат услугата. И затоа имаат многу повисоки износи. Во случај доколку сите станари во домот се приклучат на услугата за топлинска енергија, во тој случај тие би плаќале значително помал износ, кој што според нивните пресметки е околу 45 денари по метар квадратен. Компанијата искажа и добра волја заради дотрајаноста на внатрешната инсталација и низа дефекти кои што постојат во објектот, да излезат во пресред и дел од трошоците да бидат покриени од нивна страна, само да може да се стави повторно целиот објект во функција. Информациите на Андоновски ги потврдија и од БЕК. Велат дека се работи за регулирана дејност во согласност со важечките закони. Висината на фактурите за топлинска енергија на потрошувачите зависи исклучиво од измерената количина на испорачена топлинска енергија, која пак зависи од временските услови и енергетските карактеристики на објектот. Во објектот пензионерски дом Аеродром има голем број исклучени стамбени единици, околу 80%, кои значително влијаат на загубата на топлинската енергија во внатрешната грејна инсталација и дополнително ги оптоваруваат фактурите за вклучените потрошувачи. Правобранителе, дали е фер, дали е правично тие што користат парно да плаќаат и за тие што не користат? Точно тоа сакам да го кажам. Правно е покриено, правично воопшто не е. Моето лично размислување, но секако одлуката е на жителите на домот и на управителот на домот е дека би било за нив многу поисплатливо доколку се приклучат на мрежата на топлификација. За судбината на станарите од ранлива категорија ќе се одлучува на состанок неделава меѓународниот правобранител, Фондот за пензиско осигурување, Министерството за труд и социјална политика, БЕК и управителката на домот. Доколку не се постигне договор, што би можело вие да преземете? Дополнително, евентуално би можеле да интервенираме во делот на легислативата. Законските, подзаконските акти, сепак да се најде некое поправично решение. Би разговарале на таа тема и со регулаторната комисија за енергетика, затоа што сепак станува збор за исклучително сензитивна категорија на лица, а постои размислување исто така да се договори некакво разумно решение и со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и со Министерството за труд и социјална политика, затоа што станува збор за пензионерски дом кој што е под државна капа. Би било добро доколку може и државата да се вклучи во конкретниот случај да субвенционира дел од тој износ. И додека се чека решение, станарите се молат за што посончеви денови во февруари за да не мора да мрзнат. Вклучување на дополнителни грени тела на струја е луксус за нивните ниски пензии и си го дозволуваат само во неиздржливи ситуации. Единствено што сакаат е помош и разбирање за подостоинствена трета доба, која поради најразлични лични судбини ја поминуваат под државен покрив.